поддржано од Simpex. Нова епизода, добре дојдовте, многу луѓе сме денес собрани, едва и се собравме во студиото, кој можете да видите денес до мене, конечно се врати кумбата. Затоа многу луѓе за двајца ме број. И не, те бројам со Бади, и Бади е луѓе. Бади е луѓе. Не е луѓе? Да. Си знаешета, барем кажи накратко што направи. 2 месеци не беше тука. Да, се прошетав, работев, бев Шведска, бев Холандија, бев Австрија и си се вратив во избата. И ми фалеше Дуле, ми фалеше студиото, ми фалеше се, господинот зад камерите. И сад сум спремен да продолжиме. Да, одиме дајде. Да, па да си ги најавиме. Разбрав дека многу интересни теми се дешавале дури не бев јас во Македонија и баш ми е мило на различни во различни аспекти поминавте избори, што не поминавте тука. Јас скокнав се, баш ми е мило. Се рајати за ова година завршив без пенкалца и чакмаци од партиите. Капче, мајче, немаше ништо. И баш ми е интересно што денес ете продолжуваме со многу интересни гости. Нешто што стварно мене ме восхити кога ми пушти ти кога видов. И фала му многу што дојдоја да бидат гости во емисија. А денес да ги најавам нашите гости. Да ги најавиш нашите гости. Денес сме тука со, морам да си го земам ливчето, Марио, Леонид, Владо и Михаил. Здраво, дечки. Инаку овие дечки се победници на хакатонот од NASA, така NASA Space App Challenge се викаше. Да. Што се дешаваше во Струмица, ако не се лажам. Во Струмица. Значи, овие дечки се победници на државно ниво и сега следно ќе се борат на интернационално ниво. Држиме среќа сите, ќе надеваме ќе помини секој што треба. Затоа што мене на Дечки, добре дојдовте. Добре дојдовте. Мене ме восхити, јас од бујнаква страна малце ги исперцепирав тие работи. Се собравте четворица и не рековте кај ме да кршиме во паркот да се снимаме за на TikTok, како што размислува генерално многу од младите денес. Туку рековте ќе се собереме и ќе учествуваме на овој хакатон и ќе направиме нешто што сега и ви ги отвори вратите, вие да имате можност да бидете избрани, пошто ова се одржава во 180 земји, така? Да. Прве не е во 180 земји, на локално, не локално, на државно ниво, да речем. И после имате можност да влезете во 10-те најдобри, кои што ќе ја посетат Вселенската агенција NASA. Да. Епа, тоа е нешто што така, таков начин на размислување мене ме воодушеви, сакав да ве викнам тука, да си поправиме муавет како беше целото искуство, затоа што не знам, се ќе се собериме, ќе направиме апликација, ќе учествуваме. NASA не е Ситимол, Ситимол во NASA ќе одат. Најпрво што сакаме еден поен да ни се представите име, презиме и од која школа доаѓате, тоа е доста битно да го кажеме. Сите, така? Да. Моментално, да. Како дознавте за хакатонот и како сте вие четворица поврзани за ова да го направите? Ајде, може еден поеден. Може да објасниш како го дозна хакатонот? Да, значи овој хакатон не е прва година кога Кај што се дешава, значи што се дешава. Поки години се дешава и од претходни години Македонија учествува од Струмица. Јас го знам од преходната година, на вести го видов, кај што победија наш тим исто така во Струмица. И мене ми заинтересира и баш пред 2-3 месеци ми излезе на интернет овој исто челендж. И чекав и ги викнав другарите да се знаеме од основно. Од прво деление се знаеме, учевме во Свети Кирил и Методи. Значи од основно од деца сте вие, практично од најмали сте заедно. Супер. И со слични интереси, затоа ги собрали само дека ти се другари. И слични интереси, ги знам способностите на сите. Одлично. Секој се дешава во Струмица? Само двата досега? Па да, тие се го главни организатори во Македонија. И саме интересира, сами ојдовте, имате некаков ментор, нешто, некој стои зад вас? Менторката Мирјана Соклевска од горната
беше. Мирето ви беше менторка? Да. Браво. Најјаката професорка. Таа логистиката ни ја овозможи. Знаев дека ќе ни овозможи. Им беше многу среќно да биде како ментор ка наше, Така, иако така. не учествуваше премногу, ама сепак таа се договори и ние за малце немаше воопшто да влезиме во надпреварот, бидејќи касно Се пријавивте? да се пријавувавме, ама сепак таа ни овозможи. Се јави на главната во Струмица и Па, дечки, гледате некојаш. Имам човек сега. За малку немаше да влезите, последни влеговте, излеговте први. Да. Значи, да, никош не е тоа правило. И добро е што не суделе според тоа. Така. Како што разбрав, направивте апликација да. што пресметува, така, сега малце ми поможите овде, пресметува удар од астероид или од Да. комета. Метеор. Метеор? Симулатор. Добро. Симулатор. Симулација. Кој ќе Симулатор. удри метеорот во планетата, кажува колку луѓе ќе умрат, колку ќе се направи голем кратер, диаметар на кратер. Е сега, тоа го гледаме ние само како слики, како информации или има визуелно нешто? Па визуелно е, тоа е Јас различно. ја Визуелно? Да, јас работев Као пиштат, вриштат луѓе тука бегат, нешто има? Значи, има, кој ќе се уклучи апликацијата, има како присец, 3 метеори кои веќе удреле во земјата, од кој еден е метеорот кој ги убил сите диносауруси. Тој е всушност најголемиот метеор кој има паднат на земјата и има опција кастом да си направиш ти метеор. На тој метеор може да му даеш радиус големина, колкав ќе биде, густината на материјалот ќе биде направен и брзината. И се според брзината апликацијата може да пресмета дали метеорот ќе удри во земјата, ќе го скршне од патот, ќе ја промаши Така, земјата така, така. и според радиусот и материјалот дали ќе согори или ќе удри во Ама земјата. исто имате додаено како информации исто магнетно поле на земјата, сето тоа, Гравитација, гравитација, да. 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 Цела физика е направена како во вистински живот. Да. Така, Да, значи во апликацијата која се уклучи во симулацијата, на центар на екранот е земјата и потоа е метеорот и потоа според брзината кој ќе се кликни старт, метеорот се движи кон земјата и зависи од брзината ќе удри. Се ако има мал радиус и тој ќе согори, нема да се Да. направи кратер ако не ќе има експлозија Значи прикажана. фактички тоа е за Чекајте, последиците. дечки, некој го програмирал, пошто зборате за апликација, значи Да. треба да се спрограмира. Програмира некој од вас? Јас Да? бев за програмерскиот дел. Ја работев, мислам, ова симулација направена на програма, Да. наречена Unreal Engine, најдобриот симулатор за вакви работи. Игрите ги прат на неа. Сите игри, да. Со тоа веќе работам 5 години и планирам браво. да продолжам со тоа да се работам. Ме интересира многу. Ете со кој ќе го споиме. Со Дади. Со Дади. Да, Дади нашиот Имам колега. познати, да. Да, работи на тоа и сега ќе отвора академија за Real Engine и ќе прави тим со кој сака да работи на светски проекти. Да. Така да Значи вие еве се ти творица му се суперхерои отвори, да. и сите имате по некоја Должност во тимот. должност и супер мок, јас Така ќе е. речам. Значи сите Аха, значи сите сте задолжени за нешто различно. Да, различно. Браво. Секој различно. Секој е за Значи, нешто како што ми различно. кажа ти си за За графичка графиката. Па, јас почнав да се занимавам со графика заради играта Minecraft, што е смешно. За Не време е на смешно. Те изнервира дека коцки има. И рече сега ја направам Сега нешто ќе што има топки. Што има топки? Метеорите. за време на короната ние четворицата многу игравме Minecraft и Minecraft има опција да се сменат графиките. Например, да си направиш свои графики, можеш да ги имплементираш Така, во така. играта и со тие графики. Значи као Да. скинс нешто. Да. Да. Јас користам Paint.net, што е како бесплатна алтернатива на Photoshop и тоа е најдобрата програма за pixel art правење. И јас солдав таа програма и до ден денес ја користам. Значи вашата И- графика е на ниво на пиксел арт. Не на Не? pixel art. Минатата година јас работев за гимназијата, ги правев поканите и постерот за јубилеот. Така, И така. тоа всушност ми поможи многу да ги надградам моите способности кои поможија и да ја создавам играта. Играта, мислам да создам графиката во играта. И значи и користев и Blender кој го користев кој не многу одамна почнав да го користам. И тој го користев за 3D моделите, например Точно, метеорите, и земјата. Јас во Blender имам само една лименка направено со гуарана за испит на факултет и толку знам. Да. Не си ми ја Пошто покажал. па топка, коцка или конус или цилиндар правевме, направив цилиндар и му направив само за отворање некако. Да.
Мислам, толку се учат, сакам да ви кажам дека никај на системот не ти дава доволно знаење за нешто да совладаш. Што Така. треба самиот да го имаш, да се интересираш. И убаваш, ете си имал реални проекти во смисла да си правил постер за училиште и сето то. Оти дома можеме да си вежбаме за наши работи колку сакаме, ама одговорност ако ќе имаш за нешто официјално што ќе го видат сите, е друго. Малце И браво друго, што да. ви дале да... Па и јас средно правев веб страни за медицинско постери, реклами, сето то. Убаво е што ете училиштата, знаеш, му дават доверба на учениците Фала колку Богу. се да платат некоја маркетинг агенција да го направи. Ама кој има вакви деца, оти да не му дават. Точно. Владо, ти, што е твојата супер моќ? Мојата супер моќ, јас сум, ако ќе нешто сакам да направам, го правам. Значи ти Колку си и- по буквите. Да, Тоа е значи... по сликите, ти си по буквите. Да, и ако работам многу јас на Blender, веќе 4 години работам, правам скелетони, анимации, правам многу. Јас не можев се да направам и Blender, затоа му зададов него задачата со Blender. Аз поѓав правев програмерски оддел. Супер. Да. Колку време, мислам валјда твојот дел е најтежок, пошто најмногу Да. ерори вади, така? Не, тој ден немав спиено, мислам со пола сат дојдов сум таму. Оти беше многу онака како се требаше одма се направи. Немаше многу време ни за план, ни за правење. Требаше и ноќ, цела ноќ седевме до 3:30. До 4 легнавме нешто до 4:30 и тргнавме, оти моравме рано многу да тргнеме за Струмица. Не вежал, ама ти играте до 5 сабајле. Да, играме, така, не, не е за жалење работата. И адреналинот ни даде сила да можеме да издржиме и таму, ама исто така и да го направиме проектот како што треба. Жалбата. Леонид? Јас бев за физиката во играта. Требаше сите пресметки, бидејќи кога ќе удри метеорот, инфопанела излегваше во играта која Так. кажува жртвите, дали тектонските плочи, дали земјотрес има, цунами, колку енергија, експлозијата. Е, тука те чекав. Сега што што ме интересира. Кажи дури колку жртви ќе има. Вие внесувавте не знам популација на континенти на сетото сами Во или 50 програмата е направена да зема од интернет такви Јас можам да информации? објаснам за тоа. Целиот тим, мислам тројцата бара информации на интернет, јас му направив како 50 зони околу земјата. Так. Тие се како топчина вака, 50 топчини цела земја и му го снимив тоа како видео, да можат да истражат на интернет во таа зона од прилика колку има популација. така. И јас после сите тие информации ги внесов и според тоа како ќе удри метеорот, прерачувам колку Готово. ќе Значи го користите умрат сепак луѓе. open data, што има open Да, source на да, интернет. од Супер. интернет. Тие ние сега. може да користиме open data, Да. поќе страни, нивни. Така, Да, браво. супер. Друго прашање ми е, Леонид. Дали ти во тие твои пресметки, не знам, пресметавте и појма немам, можни преживеани, некој кој нас вака во визба што се кријат или не знам, или ударот со радиусо, Да. значи Популацијата. уништува се. Како во секоја зона пресметувавме population density, Така. густина, и таа е општина што ќе окружи тој метеорократерот со густината ќе се пресмета колку ќе умре. Точно. Значи тоа оди како се оддалечуваш од кратеро, Да, се повеќе и повеќе преживеани или помалку загираат. Загираат. Да. Да не мани гај нас. А? Не. И Михаил остана. Не, Марио, Марио. извини. Нама, добре. Да. Да. Ти валја нешто правеше сепак уметничко, така? Пошто овие се Јас со музиката се... музиката, супер. Борев. Каков склоп имаме тука. Значи има и музика во сето тоа. Да. Музика и звуци, да. Еј, Дека браво. Ни требаше звук, например, кога го мани метеорот од земјата, кога нема да мани, и општо за дугмињата, за копчињата требаше звуци. Снимаше другарки што пишта. Не, то заебанци имавме така, тоа да го направиме, денек кога мани метеорот Так. да пиштат, ама не го направивме на крај. Да не е толку страшно, Станавме а? сериозно да видим. Да видите, музиката е многу сериозен дел од Да. било кој проект, и од филми, филмови, од да. било што. Амбијанција дава на играта. Точно. Еве вие што играте игри, најмногу го Да. знаете то на мјут да играш игра и да играш. Да. Сега јас и Дуле сме од старото време, ние игравме Дота, игравме Кажа се Не знам. Да, ама музиките таму до ден денес ете по 35-6 години имаме, некој сакам да си ги пуштам да ги слушам пошто стварно се мастерпис. Да. Јас играв Age of Многу битно. Empires и онакви medieval имаше музики. Јас дај сега Сакате. кажете. Да. Така? Ќе дупли Age of Empires? што прават. Човек си? Најс. Сите ги сакам. Сега овие поновите не ги имам играно. Да не бегам од темата. Да.
да не бегам од темата. Вака, вашата представа за тој челенџот, како изгледа еден таков надпревар? Како изгледаше таму во школото? Како ги презентиравте проектите? Вашиот проект се вика, не кажавме, Project Armageddon. Инспириран беше од филмот Армагедон. Филмот. Атмосферата беше многу добра, имаше храна, имаше пијалоци, мислам организаторите направија феноменална работа. Предобро беше. Се Да кажеме, одржуваше што ритор струмка испив таму. Струмка нормално преубав пијалак, плюс ладна ако е само. Да. И мислам имаше доста многу конкуренција оваа година. Тимовите беа феноменални сите. Нивните проекти беа многу добри, има некои со радио направени како физички примери. Да. И ние не очекувавме дека ќе се пласираме ниту пак во првите три, Имаше многу Да. добри. а не пак во прво место. Досакав да ве прашам како тргнавте, пошто не спиевте, работевте, Да. турбо секо, тргнавте за Струмица. Со какви очекувања влеговте? Музика имаше во колата, едноставно сакавме да направиме најдобро од нас. Не очекувавме да победиме. Немавте очекување. Немав. Ама ојдовте со намера да Да, победите. со намера да победиме. Да, имаше Јас едно искрено нешто. очекував најпоќе трето место. Да. И јас. А дали уште малку ви падна самодовербата кога ги видовте другите останатите Да, проекти, да, да? Да, дефинитивно. Значи тој игра Повидовме улога. вистински примери, експерименти и има едни сателит направено, модел, ние си рековме Тоа многу да се молиме за не трето исплаши место. многу. Да. А вас што ви беше да речам освен вашиот проект, кој друг проект ви беше да речем ова е тоа? Мене најмногу впечаток ми остави, имаше ученици од Јахија Кемал Скопје кои беа мислам 8 или 9 одделение за истата За тема истата како нас. Има направено програма, нивната не беше визуелна, да само внесуваш податоци и пресметва на C++ радиус на кратер, такви работи, ги кажеме како податоци. Како податоци, да. Како скрипта. И мене многу ми остане впечаток дека сега мали деца го имаат направено тоа. Да, Осмо браво. одделение 9 тоа. Да. А тоа значи јас мислам само за средношколци да не е тоа или не? Па до средно најмногу, До средно. до четврто Значи, средно. може- Поке не може. Да. Супер. А колку време траеше тој хакатонот? 48 сати траеше. Да, 2 дена. 38 сати, Првиот да. ден програмирање, правење на играта, вториот ден презентирање. Таму ја правевте на лице место? Не. Или Не, спремни од дома, таму само презентирате? Да. Презентација. Кој презентираш сите по нешто? Сите по нешто. Се интересно за презентацијата е што ние не бевме спремни. Јас и Влади ја немавме ни видео на презентацијата, бидејќи тие ја правев во 12 сати денот пред да тргнеме. Си ја правевме на македонски, а требаше се презентира на англиски, Да, тоа го дознавме дознавме дека таму. на англиски. И одма на брзина да презентира другите, тие требаше да сменат ова на македонски Да. да прават на Сега англиски. можете се со ChatGPT, порано ќе препишвавте. Да, И скроз се ни Да. беше импровизирано и мислам дека многу добро презентиравме. Да. Значи Тоа е импровизацијата најбитно и ви како легна ќе се поќе. снајдите, да, Така е. да. Ништо не е мерило во смисла во последен момент и сето тоа, туку желбата и ете тој е физичар, значи знаеш дека се работи на вибрации, на енергија. Каква енергија ќе пуштите, таква ќе ви се врати. Точно, а викате са 24 сати, 48 сати, толку време не спиевте, 24 сати? Не. Почна 9 сати во сабота и 9:30. завр... да. Да. 9:30 9:30. почна Так. и последно работевме. А тоа е додека презентират сите. Да. Имавте паузи сепак валјда за Цел јадење, ден, за така. Саботата, мислам дека беше така, да. Сабота. Од сабајлето, од 9 до 3 сабајле ние нон-стоп работевме. Бевме на Дискорд нон-стоп. Мислам, само за ручек станавме нормално да јадиме. Да. И се враќавме, ама пак работевме се до вечер и после тргнавме сабајлето и други ден недела. Ама Беше сето тоа направо. се исплати на крај. Да. Си Се исплати на сјајдовте крај. со Колку е ова статуетката. популарно кај вашите генерации? Мислам, дали луѓето разбраја, не знам, се вративте, мора да се пофалите негде како ве пречекаја и така натаму? Да, реакции дали имаше од другари, од професори. Училиштето нормално, како мислам, професорите беа многу среќни, не пофалија, дека овие деца направија нешто, успеа нешто. А сега сте во различни училишта, може да ми кажете во кој училишта сте? Јас сум во горната гимназија Горната? Јосип Брз Тито. Јас сум техничка, георгинална. Техничко? Јас исто горната. Јас сум во ПСУ Саба. Битола. Само, да, супер. Таа е приватната. Браво. Браво, дечки. Сите во различни. Добро се, зато програмираш. Така е. Да. Иако може нешто друго те влече поќе. Програмирањето мене многу ме влече Да. и ова што ви го реков со гейм Јас девелоп. пред 2 дена прв пат видов како функционира и што е. Моја работа беше целата моја програма што имав замислена направив во Excel со формули, пошто не знам поинаку, и сега требаше да му ја презентирам на човек што треба да ја напише во код. Јас мислам дека само 2,5 сати ја презентирав
и него му Само. требаше уште толку да ја свати. Само. И сам вика ќе ја направам. И сега си размислив, замисли да знаев програмирање, не треба да никој ништо да му каже, само си пишиш, Така е. така да помага многу тоа. И А, браво што дечки, пред се, не знам, колку години имате? 17. 17? 17 Браво, години. значи на 17 години ти ми викаш дека 4-5 години работиш Да. Blender или Unreal Engine, то да. Ти случајно отвори алатка што е бесплатна и растураш на неа. Значи, некојаш не е ни битно кој колку години се занимава со се, туку колку го и сакате. колку желба има да научи Имате да се желба за ова надгради. истото, мислам не сега за астероид или метеор, туку да го дали се гледате во иднина вака дека би го правеле ова истото, дека не знам. Да. Да, дефинитивно. Ова мислам со проектот испадна така што нашите знаења ги поврзивме да направиме нешто што еве НАСА го предложи, а сепак нашето знаење може за нешто друго ќе го искористиме. Така. Ве прашувам оти настрана од темата, на 17 години еден млад човек уште не знае со што сака да се занимава во животот. Така Значи јас како дете сакав да бидам, не знам, доктор или пожарникар, како и секое дете. Доктор. Се запишав медицинско, медицинско учење. после сватив дека не го сакам тоа. На 17 години почнав во Солза и смеа, сакав да бидам глумец, ама на факултет не се запишав глумец, се запишав за филмски и ТВ монтажер. За на крајот да работам како кувар и како 300 други работи. Значи, некој никогаш не може да свати што сака во живот, ама на 17 години веќе тој ти вели 4 години ја работам апликацијата. тоа ми беше прашањето. Јас ништо не работев од, не знам, од 13, 12, 14 години. Јас на 17 години не ни памтам што Што правев, правевме ама не пушки на тапи, не пукавме учев мачки, програми не сигурно. знам, такви некои работи, да. Да, и ова е за поздравување и за секоја пофалба што го направивте и што сте го направиле со љубов. И ме интересира уште само пред да направиме една кратка пауза, дали некој од вас претходно имал учество во некој проект што е поврзан со Вселена, со космос или желба сте читале нешто за Вселена, за космос претходно или ова така беше спонтано, само ради Јас- челенџот што излезе, затоа така се собравте. Јас ќе кажам пример, каде што на пракса, на пример, менторот ме виде дека го знам нештото и веќе 2 години ми дава задачи за нивните игри во компанијата и му ги правам, му поможам со работите. Значи, настрана од Да. од НАСА, Настрана, да. така. И го користам моето знаење на некој да му поможам, еве, на пример. Марио, ти? Па, јас вака со Вселената порано, кога уште бевме основно, тоеш седмо одделение мислам, тоеш многу ја обожавав. А после дојде програмирањето, почнав да програмирам за веб страни. Тоеш почнав и Вселената не мислев многу, ама пак Како мислев- тема е интересно. Да, Да. Секогаш знаеме да, интересно е, да застанеме кога ќе скроламе, ако има некоја вест на Инстаграм или негде да прочитаме нешто ново ако има. Најинтересна валја му е на физичарот, затоа тој ги собрал. Да, Да. Со да. прво деление Вселената ја сакам и гледав идеја за се и затоа потоа и на надправари физика, математика одев. Као за продолжам со проучување на Вселената. Нормално, А што јас мислиш, има во земјана или нема? Има. има И дефинитивно. јас да ти кажам. Преголема тоа. е Вселената за да нема. Син ми стално ме прашува, тато ти што мислиш, тато ти што мислиш? Тато јас му велам, мислам дека има, ама немаме видено. Јас мислам дека сме премногу глупи за да бидеме најпаметни. Мора да има некој попаметен. Така, сигурно. Дефинитивно. И ова сега што излезе со Атлас кометата е многу интересна тема. Си изначитавме секакви теории на заговор, секакви. И од има премногу, мислам и лажни вести, не можеш да одбериш што е вистинито. Кој да го земиш за релевантен фактор во нештото. НАСА прекјути не кажа многу, вашата НАСА. Колку што прочитав, а овие кинезите многу објавувања. Тие има многу објави. Ја бе, колку и да видиш, колку и да прочиташ, теории на крајот пак ќе ти рече лилјата комшивката, Госпо пушти комета да не Госпо отепа. пушти комета, да. Е па да направиме една кратка пауза и после ќе одиме малце повеќе за апликацијата да поправиме муавет. Се враќаме брзо. Минута за нашите поддржувачи. Мебелви од Виница беа први кои што се одзваја на нашето барање за соработка и ни овозможија да ги имаме овие две преубави префенси фотели во нашето студио. А исто така и нашето двосетче е купено од Мебелви, лани кога почнувавме емисијата.
Така да сакам да испратам едно големо благодарам од екипата на Брчиме со Дуле, затоа што не поддржуваат само нас како индивидуи, туку поддржуваат и она што го промовираме во нашите емисии, а тоа е човечки вредности, една прогресивна мисла која што денес на сите ни е многу потребна. Исто така и нашите генерални спонзори, Simpex од Битола, кај што можете да најдете буквално се од штрафцигер до багер, така и нивниот слоган. Преку нивниот програм за рачен, електричен, батериски алат, земјоделски програм, масла и мазива програм, гарден програм, форест програм, градежен програм, каков и да замислите програм го има во Simpex. Така да големо благодарам и до нив. Се враќаме сега во вториот дел, кратката пауза заврши, беше кратка. Сакавте да ми кажете, а и исто и мене ме интересира, вие не се собравте сега прв пат да правите нешто, си имате собрано и претходно нешто да креирате на овој начин, што беше тоа? Значи, пред 4 години, кога бевме девето на почетокот, се собравме, одлучивме ние четворицата, така, немавме што да направиме хорор игра, нешто. Па тука ми сте вие мене фасцинантни, што вие се берите да направите нешто корисно и да направите нешто интересно, а не да правите глупости, продолжи. И тогаш прв пат дознавме кој што може да направи, тогаш Владе почна, мислам дека тогаш му беше прв пат да програмира целосно игра. Прва година. Направи цел AI модел за тоа од во хорор играта што требаше да те брка. И јас прв пат почнав да изработвам графика за игра. И така тоа. Хорор темата ја одбравте зошто? Во смисла тие такви игри игравте, такви филмови гледавте? Или така беше трендот во тој момент? Трендот така беше. Од секогаш мислам дека хорор игрите се тренд во гейминг индустријата. Да, дури човек како мене што се кажи ми, плаши ги црташ игра. со глувче, црташ со напад или црташ па скенираш? Па Ти не е баш едноставно графика за игра. јас лично не цртам ова со глувче нормално тоа. Так, Правам со како фотошоп е тоа слично. така. Сепак Да. некој му е полесно со рака, на некој му е со глувче. Со глувче е многу потешко, ама на тоа што му е полесно, си има други техники, точно. Марио, дали ти ќе ни кажеш сега, рековме дека НАСА имаше доставено колку предизвици? 20. 20. Кажи ни неколку. Вашиот предизвик се викаше Meteor Madness. Meteor Madness викаше нашиот и тоа беше се да се представи како ќе удри метеор во земјата и што се последиците. Последиците. За секој челендж можеше, односно предизвик, може да се направи своја верзија на тоа што сакаш, само да се објасни темата. Еве нашата беше Meteor Madness за метеорите. Имаше една, мислам дека се викаше Will it rain on my parade? И цела поента на тој предизвик беше да се направи апликација која ќе ти кажи дали баш тогаш, например, 27 април 27 година, дали тогаш ќе врне или ќе би убаво времето. Има таква опција да Како се weather предвиди. app, ама Да. за многу Многу попат. Предиктив, така. Да, и тоа користеше претходни дати и претходни информации за тие дати, за да искалкулира дали ќе врне, дали ќе биде сончево. И други имаше за како полесно да се како свемирот да се направи како транспортно возило. Да. И имаше многу интересно објаснување, тие многу интересни беа во Струмица. Објаснаа како може да го користиме свемирот за побрзо и поефикасно да одиме, например, од Македонија до Америка. Така. И нивниот проект кажуваше како преку свемирот може да користиме сателити и за 20 минути, мислам дека беше, од Америка до Австралија може да се стигне. И браво. Нешто за телепорт да немаш, јас изгорен сум за телепорт. Не, како со сателити. Не го Како разбрав авион, потполно. ама во стратосферата. Така, Не го така, разбрав така. потполно, ама многу добра беше идејата. Интересно. Но тоа беше повеќе како бизнис модел. Да. Аха. Како да се зачуваат пари, имаше таму пресметни 30% помалце гориво. Да. Закош парите се во прв план. Да. Вештачка интелигенција, денес е тоа многу актуелно.
денес е актуелно, бе било може и претходно, не знам од кога почна толку актуелно Па, да станува и достапно е 2-3 веројатно години, многу. 5, не знам. Кој е вашето мислење? Користевте нешто од вештачка интелигенција во вашиот проект сега што правевте за ова апликацијата? Во програмерскиот дел јас не користам вештачка интелигенција, бидејќи во гейм девелопментот вештачка интелигенција може само да ти даде идеја. Не може да ти го направи готовиот продукт. Тука е човечко толку, емоциите, тука треба самиот човек да оцени дали треба нешто да се поправи, да се направи. Тука само може идеја да ти даде, ништо друго во мојот дел. Во твој дел. Во музиката, пример? Во музиката јас персонално не користев AI, ама има повеќе вештачки интелигенции кои може да прават музика, имам користено претходно, ама според мене мислам дека очигледно е ако се користи вештачка интелигенција дека ја нема таа човечност во музика, да може да се слушне во гласо, во бекграундот во музиката само, саундтрекот мислам дека не може да се препознае. Па сметам дека во креативниот дел и не е толку потребна, Не. али во техничкиот дел може да ти ја забрза работата и Може така. да ја Валја забрза, кај тебе беше поинаку, некои пресметки подобро. Со пресметките да, Да. ама формули, например, ги греши. Јас имаш еден случај кога му дав повеќе формули да ми ја поедноставни Так. формулата главна, ама ја изгреши, на крај требаше јас Наново сам, се, да. и сам ја најдов. Значи, Верувате во AI, се плашите, мислите дека ќе биде за подобро на човештвото или ќе се злоупотреби како Јас се мислам дека останато? AI ќе биде за подобро човештво. Јас лично не користам AI за графики, за уметнички цели, Така. бидејќи кради од уметници. Точно. И јас не го поддржувам тоа, но AI ќе ни овозможи нас да види. Ние сега сме на почеток на трета индустријска револуција, да речем. Првата беше со парната машина, втората беше со струјата. Сега ова исто така многу ќе ја поедностави таа механичката работа. Точно. Значи, Значи, за гледате креативен дел? позитивно на Да. AI индустријата. Така е. Јас сум многу стар човек сум, јас не сакам многу AI, чат GPT, искрено кога ќе гледам и многу видеа почнаа да излегваат AI, само ги скролам да не ги фати алгоритмот, и ако ги фати алгоритмот, само такви ќе ми излегнат. Ама искрено ако правиме муавет, има многу работи во кои што AI ќе ни поможи, ќе ни олесни за некои работи. Мене ми олесна последното видео што го правев, не го знаев текстот што требаше да го презентирам и си го читав и после AI ми ги направи очите в камера да ми гледат. Малце ваков сум. Да, ама битно гледам в камера цело време, изгледа како да го знам на кој текстот. начин може да ти Значи за да ти ситници олесни. помага, да, дефинитивно. И сега имавте еден турбо период од 24 сати дури ја правевте вашата апликација и се досега кажавме само убави работи, позитивни работи. Нас со Кумбата не интересира дали вие имавте некој момент на кавга, на спротивставени ставои, на не може Тоа то е многу така. креативно, да. Па да, тоа Треба е да тоа го е има, здраво, сигурно. треба да го има. Дали имавте некои такви кавги? Ако сте другари вие од деца, од мали, имаше некои такви моменти? Кавги не, но нон-стоп имаше како секој да дава своја идеја како да се направи нештото, а и тоа е потребно. Да. Ако еден ја дава идејата, нема да има како креативноста ќе се изостави тука. Едно, Треба тука да Леони има- чудно ми се насме да не е наискаран од сите во групата. Не. Тој беше, мислам, најмногу за идеите. Тој Да. го правеше планот на Paint, на некакви софтвери, го црташе, за да после да можеме да Отприлика направиме. како Да, личи. да. Па Избрзно физичар, принт да имаме. физичар е, Така е. не е едноставно да е човек. Така е. Имаше еден интересен момент кога ги правевме копчињата. Да. UI. Затоа да се смееме малце јас и Лео. Имаше едно копче, никако не можевме да го центрираме и ни требаше полсат. Цел сат, за еден пиксел лево десно го Да, менвал. дека не беше центрирано. Значи до толку сте навлегле во Тука јас детали. го правев тој проблем, јас сакам се да Требаше биде тоа перфектно. дугмето 3 пати да го преправам јас и пак не чинеше. Некако го направи на крајот владе, ал да му е него. Значи сепак гледате дека Се и тука е надополнуваат. битно различни карактери. Оти Дефинитивно. јас на пример не сум ситничар, ми е гајле дали е криво или лево да функционира, да се клика, доволно ми е. Колегите мои сакат да биде точно во Јас имам таков центарот. проблем, исто. Перфекционисти се викат. Да, да. Некогаш е добро, во Ами некој некогаш е случај, многу некогаш е лошо. лошо. Зато е многу битно во било кој тим да има еден што ќе си го одберете или самиот ќе се истакне како лидер. Дали меѓу вас некој си ја превзеде таа улога да биде Па лидер? јас да бев тим лидер. Во смисла на, окей, сите дават идеи, ама за да се одлучи, Пресечува тој. точно. Да, јас пробав средината да најдам секогаш, за да нема многу кавги.
но пак некојаш ќе се најдеш. Нормално, Со копче. тоа е креативен хаос, не е Да. кавга Да, да, на да. лично ниво, туку Дали таа апликација што ја направивте сега е само на увид во NASA? Не, секој може да доwnloadира, но проблемот е што јас се пакеджнав, експортнав само за Windows. За Јас Apple можам, имам Windows, ти не можеш. требаше да направам како поке линкови за другите, ама не ми текна. Затоа само има за Windows. Ама се уште апликацијата е во алфа верзија, има Така. пак работи кои би ги сменале. ма не е официјално, мислам не е онлайн така за да можеме да ја тестираме. Не, да. може, Може онлайн, Може, на страната може да се доwnloадира, На кој Windows сака може. може да. Ако имате Windows. Да. Супер. Ќе си најдам Windows. Така е. Кај Морам мене? да ја Кај проверам, мене? морам, Ќе сакам. ни пуштите линк. Дали некакви емоции ви будеше додека ја работевте? Не знам, паника, страв, кои се шансите Македонија да биде вечна, да преживее, не знам. За метеорите не, мене не ми буди никаков страв, бидејќи ако тоа треба да се деси, не може ништо да се смени. А и НАСА има, мислам, начин да може тоа да се отстрани метеорот со митигација, на пример, да се удри ракета или И тоа да некакво го Да скршне од патот. страно Да. тело да го удри и метеорот целосно скршни да ја јуфни. траекторијата. Единствена паника ни беше дали со времето ќе стигнеме Да, направиме. времето беше најголем проблем. Има безброј случај, Зашо? па не знам да смениш некоја си од тие Параметрите? параметрите радиус за може Но густина. Има минимум, Много. максимум, минимум мислам дека е 100 метри за радиус, а максимум 1 километар. Има 4 густини и значи сепак е лимитирана, не е... Лимитирана до Да. негде, да. Сепак е Ма почетна пак има- верзија. Да. милиарди комбинации. Има Сакате многу да ја надополнувате, да ја апгрейдирате или останува ова верзија за овој надпревар и завршувате со неа? Или после сакате да продолжите? Во еднина би малце? сакале нешто и може и подобро ако имаме време, ако се задолжиме за нештото како што треба, може да направи подобро. Дали имате Се плашите од интернационалниот надпревар? Па, Што ќе биде, ќе биде. во искување сме, ама да. Кога ги чекаме резултатите? Па 26 ноември мислам беше вториот круг на надпреварувачи и финалните 10 кои одат НАСА декември 16 средината. Значи пред Само нова 10 година. души ќе одат Само во 10 НАСА, души а да сега НАСА. моментално во втор круг се колку? 1000 и нешто. бе. 1000 и нешто. Да. Па од секоја локација како Струмица кај Да. нас има по еден тим. Сега во некои локации кои што има многу души како во Индија имаше 100 мислам локации Така, како така, Струмица. така. Индија, ама Да. тие веќе не ги собра нигде да му се сневи. 10 тимој или 10 луѓе? 10 тими. 10 тими. 10 тимој, да, тоа беше исто битно. Марио сакам да го прашам затоа што тој имаше во проектот поинаква улога од сите вас, значи не беше ни графика, не беше ни физика, не беше ни програмирање, музика. И тоа е многу интересна работа, затоа што тоа е една композиција во која што музика си се занимавал со музика порано си Да, во основа. во основно. Да. Си снимал музика, дали имаш снимано музика, такво ми е прашање. Да, не, музика немам снимано, ама кога бев основно одев во ниже музичко Ние, училиште. значи си свирал нешто. Пијано свирев. И сега гитара ќе чекнам еднаш неделно. Добро, во пијаното е основата на се, значи ако знаеш Да. пијано, можеш да компонираш веќе музика. Сите композитори имаат. Не, и со свирењето на пијано многу ми помогна во проектот, дека без Музиката ја креираше со свирење? Не со свирење. Имаше поиќе елементи во креирањето на музиката. Најтешко беше да се долови тој ефект. Дека цела поента на нашиот проект е да изгледа како холограм. Така, така. И треба да има sci-fi музика, Да, па не е само музиката, тука си многу звучни ефекти, така? Да, и копчињата требаше да ги направам. Така. Душата како што да ги звучи. изваде тоа едното. И не знам, според мене мислам дека музичкото основно што одев, особено пијано што свирев, тоа ми помогна во самата композиција на музиката. И плюс имав инспирација од YouTube видеа, некој од нив ги ремиксирав. И малце ги подменвав таму, ако не ми се пендисаше нешто, само го менвав на некој начин. Дали во тој поглед бевте некако лимитирани во смисла, не знам, авторски права и сето тоа? Тоа со авторски права, Имаше некакви насоки од НАСА на тоа да пазите? Да, јас
на крајот кога ја постирав играта им требаше description да се напише. Так. И јас се објаснив за играта како што треба и потоа и линкови ставив за сите. Од За- YouTube видеата ставивме, така. од Од музиката. YouTube видеата, од моделите, ако беа текстури Михаил главно ги правеше, но сепак имаше некој кој ги Да ви ремиксира забрза и помалку, време да. за 24 или за 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 недела музиката, дена не можеш да направиш За се. страни информации од кои што добивавме Така. од НАСА. за музиката не знам за авторски права, бидејќи сменав неколку работи, ама на некои делови од песната е прилично исто како оригинало, И затоа фаќа копирайт. Да. затоа Така, мислам така, дека така, може да така, фати така, копирајт. Со шо апликации ти работеш? Со FL Studio. FL Studio. FL Studio имав некои други апликации кои ги користев за малце минимално да сменам, например Bass Boost да му ставам потив Така, погласно. До кај стигната FL Studio? Са јас последно кога работев беше 2.1 и тројка кој излезе се радвав многу. Искрено А не знам. сега е не знам, валја Ја 14, се 17. Ја инсталирав FL Studio пред 4 години, тоаш не ми е ни апдейтирана ни Сигурно ништо. 2.13. На на бесплатна верзија работам, затоа не знам. И дали има некаква, не знам, работилница, дали има некаков место некое кај што може вакви деца како вас талентирани да ги развиват овие вештини? Вие направивте ваш проект, дали има некое место кај што може Настрана да од одите, училиштето, настрана да. од училиште, па и во училиште нека е, кај што вие може да развивате вакви работи. Вие сами да се развивате и некој да го препозна и сето тоа. За жал, образовниот систем е многу назад, програмата е многу задена, сите работи што ги учиме се многу стари, а и вакви некои како работи што се воннаставни и што се интересни, ги нема на училиште. Може на училиште ти покажа програмирање, ама после треба ти сам да навлезеш во тоа, да имаш желба во тоа и да одлучиш цел живот, јас тоа ќе работам на пример. Па мислам дека срамота уште C++ се учи. Ми уште е C++, ама и многу ниско C++ ниво на се пример. почнува во Ама седмо основно- одделение, истите работи се учат сега трета сме И во уште средно, не да, работи ги да. учат. C++ Значи нема- тоа што се работи на училиште, јас себе тоа што го работам, ништо, како поинаку скроз. За графика веќе ништо нема, Да. се што имам научено, сам имам научено, и ни графика и 3D моделирање 2D, се сам треба тоа. Штета. Штета што нема каде да се Имам едно развива. прашање поврзано со ова. Колку од школските другарчина, соученици има заинтересираност за вакви проекти или напрсти се броите, сте многу ретки? Многу мало, многу мало. Значи воглавно се запишуваат во средно што него ни сакат, Така е. одат ради другари Или полесно помина. или полесно на помина. Така, да. Значи сметам дека од вас сите се запишале таму кај што навистина сакате. Да. Да. Тој поќе го влечи, гледам уметноста и музика и сето тоа. Значи секојаш горната гимназија. И јас сум исто по музиката, иако и јас и Марио исто многу сме по музиката. Јас Так. свирам гитара, и тој свири гитара. Браво. Никош не нема такнато, на пример, бенд да направиме, ама треба и да го Па може и бенд треба да направите, Така е, така, да, ојдовте мислим овде за прво тоа. место зедовте. Го правите бенд физичаро ке пеј. Да. Vocalist. Какво беше прогласувањето? Еве ја статуетката, може да ја видат и нашите гледачи. Како изгледаше прогласувањето? Ме интересира како се осеќавте во тој момент, сега ќе го прогласуваме победникот. Имаше трето, второ? Не. Имаше трето, второ. Почна од Почна Почна од трето, па второ, па И прво. кога кажа второто, што си рековте вие? Готово. Готово? Кога каже Тие посега го за трето се надева, ако Да, каже да. трето, готово. Кога кажа трето, јас веќе не... кола ги не чекаше. мислам. И само вака се седам, кажуваат второ, се велам муш второ ќе добиеме. Да. И второ не бевме ние, па прво вичне се надевав. Се поздравивме само. Се поздравивме, му кажав на Владе, барем пробавме. Да. И после само ја слушам таа жената што беше, не знам како се вика. И само таа кажува и прво место доби, вака проба да го прочита и вака вели. Не знам како се чита името. И јас во тој момент вака ми светна се велам нема шанси ние да сме. Дека претходно имавме потешкоти со името, дека не можеа поќе луѓе да го А прочитат. како ви беше името? Армагедон, Project Project Armageddon. Armageddon. Дека има поќе Д Так. и затоа малце потешко беше и во тој момент вака седам и онма вака се разбуди. Да. Вака ги гледам лева страна мислам дека ми беше Михаил и десна страна ми беше Владе. И само слушам Project Armageddon, готово се искефав. Јас почнав да ги поздравам, станав, мислам јас не знаев кај сум, почнав да ги туркам. Јас бев Владе во од тоа сите решок. најсреќен беше. Јас бев во А тоа. второ и трето место какви проекти беа?
Трето место беше тоа со апликацијата за времето. Така. А второ место има апликација, например да се скенира баркод на некој искористен, например, конзерва и тоа да ти даде идеи со AI, што можеш да го претвориш како да го рециклираш во нешто друго. Значи толку се тие смислено, добро смислени проекти што ги дават од НАСА за да ги работите, што гледаш ја будат и креацијата кај ваквите деца. Ама им сметам дека идејата е најтешка од се, така? Идејата е дефинитивно. Да. После останатото е само работа, ама да дојдеш до уникатна идеја, па еви да победиш. Да, јас на сликата што ја видов на интернет на линкот што беше на порталот, да, ти беше најсреќен. Дефинитивно. Така беше со статуетката, беше најсреќен и мило ми е. Дали некој од вас, сега, ајде ке речеме уште сте млади или било како, без разлика што работевте на проект поврзан со Вселената, претходно не сте работеле со Вселена, дали се гледа некој од вас, дали кога победивте си рече можам јас да бидам дел од институција како НАСА, како не знам SpaceX, како какви има некои други таму, не знам, кинеска вселенска агенција. Дали нешто такво се разбуди во вас? То може и да трае Или еден отворите ден, два. македонска вселенска Така е. станица. Дали такво нешто побудот и вие кога победивте и кога се видовте еден со друг си рековте па ние сме добри. Си имате речено така и Дефинитивно. треба да си речите така. Дали имаше кај некој такво чувство кај тебе да видиме дали имаш? Ти знам дека сигурно сакаш. Јас сигурно веќе Ќе гледам, погледал сум. веќе пред да почнеме да работиме на проект, јас викав, ова ако победиме ќе ме земат таму во НАСА да работам. Мило ми е што така. Ќе му направиме размислуваш. на ракета таму, ќе опуштиме Владе на месечина. А Владе ќе опуштите, а ти не. Оти ти не, И оти ќе забораваме 20 години ќе биде Владе таму. Така функционира кај нас. Проблем да му Владе жртва ќе оди. Кај тебе, Михаил? А, Леонид, извини, Леонид. Да, Со имињата сум за нигде. Јас си то планирам нешто во иднина со физиката поврзано, дали нешто на молекуларно ниво со физиката или со Вселената, нешто поврзано со тоа сакам и верувам. Во Македонија имаш опција за таков развој? Потешко. Потешко. Дефинитивно. А си разгледвал настрана кај може да продолжиш, ти си средно сега. Да. Факултет во Македонија има за физика, колку што знам, во Скопје на Има, ПМФ ама беше не тоа. е толку стручен и... Не е на тој потенцијалот- ниво што сакаш да види. Да. Наставно. Размислуваш, имаш разгледвано настрана во други земји како е, што е? Да, во Швајцарија, во ЦЕРН, таму каде што е... Во најубавта. Да, Кај акселераторот. да, кај акселераторот. Баш на тоа и мислев, ама и таму многу е тешко да се влези, па во Америка има коледжи исто така, за таму планирам негде Америка. Дали си разгледвал опции за стипендии? Да, во Европа многу е потешко фул стипендија да се добие, ама во Америка поголеми се шанси. Би заминал? Да, Тоа ако ме имам радува. шанса би заминал. Тоа ме радува. Тука може да На други некои надпревари сте биле претходно вака поврзани со школото? Ние четворицата заедно како тим. Не заедно, посебно како Јас лично имам одено и на физика, на математика, на превари, на хемија, на биологија. Та. Пак и ова година ќе одам на физика. Јас од Значи четврт- сепак тој Да. дух за компетиција го имате. Да. Јас математиката многу се сакам, иако немам на надпревари, многу сакам математиката и програмирањето многу се сакам, тоа што не одев на надпревари, запоѓа се фокусирам на вазот од 8-9 го работам. Да, обично мора да се посветите вие програмерите Така, од старт. Од старт, точно. И проблемот е што не можеш да балансираш училиште, и излегвање, и спорт, и возење, и се, и и учење. клавир, и Не тапани, може и се. виолина. И треба Па види, да се моите најдеш на се. другари што јас ги имам програмери моментално, работеле од 16 години, почнале од 10-12 со програмирање, Дефинитивно. сега земат некои 2-3 илјади евра плата во Македонија, што за нас е веќе скоро Луксус, невозможно, луксус. да. И то фирмите кои што работат се, можам да кажам, значи На високо Шведска, ниво. Швајцарија, Австрија, да, ниво со тимбилдинзи му прават со, не знам, на работа си имаш полн фрижидер со што сакаш да земиш, да јадиш, да пиеш. Значи, не можеме да замислиме ние такво работно место, ама сите тие деца се посветиле од 10 години за до 16 веќе да може да го работи тоа. А и тој убавиот аспект на програмирањето што може, на пример, јас многу се сакам и Битол и Македонија, многу се сакам и тука планирам да останам, да можеш да работиш онлайн. Од тука, се можам да се правам и за други фирми, не морам да одам Точно, таму, на пример, точно. да останам тука од и сите квалитетни Сам луѓе дека кои бегаат. ковидот ни го Дефинитивно. ни го Среќа во разбуди во несреќа. нас, да. Така е, ковидот. А,
Уште Марио сакам да го прашам што во кој правец размислува за после средно. Вие сте трета рековме сега. Да, Шесте сама исто година. гимназија, така. Гимназиско Мислам дека образование. да се рачуна за гимназија. Јас после средно исто така. Што те влечи, што те трга, не мора конкретно да што те трга тебе, што те влечи. Ти факултет, знаеш, се запишуваш и порано. Јас искрено ќе ти кажам, јас многу сакав драмски да запишам. Јас не запишав драмски од мои некои причини во тој момент, запишав економски. Не сакав економски да одам искрено кажувам. Ама запишав, оти требаше да учам нешто, требаше да имам нешто после средно. И како си врвеше времето, јас си го засакав факултетот, не дека не го засакав. Ама ме влечеше нешто на кое што не се запишав. Дали тебе те влечи нешто да одиш? И Па, мене вака персонално ме влечат вака компјутерите и целата наука на програмирање. Сега, јас и Владе двајца да програмираме, ама на други начини. Тој за видеоигри, јас за веб страни. И сакам да навлезам во неговиот вид на програмирање. И затоа планирам во такво некое училиште, факултет, да се запишам за да се надоградам. размислуваш за надвор или за тука? Ги гледам опциите моментално и ако одам надвор, најверојатно Словенија ќе се запишем. Бидејќи имам повеќе пријатели таму, имам роднини. И поблиску е Додово. Поблиску. Поблиску е дома, да. Кога сакам, можам. Не знам таму колку беше сати. Сати 20 минути, сати и пол. Толку е со И авион. са дечки не ве плаши на работа, Леонид сигурен сум дека не го плаши, нема многу конкуренција. Дали ве плаши конкуренцијата, вие ете што сакате да се занимавате со програмирање, пошто мислам дека е сега премногу има. Експлозија. Да, Заситен, презаситен е пазарот. Но доколку во нешто ако си добар колку и да е заситен пазарот, секогаш ќе те одберат тебе. Точно, дефинитивно. Да. Значи, тоа ми беше прашањето. Дали Да. сметате дека ако си се посветиш, не те плаши конкуренцијата? Да, ако стварно нешто тоа го сакаш и нешто тоа го сакаш ќе успееш. Нема врска дали нештото ти дава пари или не. Да. Например, може да си бербер, многу јак, нема врската. Битно е дали го сакаш нештото многу. Ако го сакаш ќе успееш. Преди не те прашав, и општо ме интересира вештачката интелигенција, дали има опасност по вас програмерите? Зависи многу за која струка. За која Например, тие што се за веб страни, некои такви по ниски нивоа можат да ги заменат до негде. Пак треба програмерот да седне и да оптимизира веб страната. Да. Не може целосно да го замени, но фаќа по полека веќе фаќа некои делови. Кумба ти во монтажа што мислиш? Во твојот дел, во монтажа на видео, Во монтажа техничкиот дел да може да те замени до негде, ама во уметничкиот дел не. Уметничка не А може. не може компјутер, машина или робот да осети дали треба кадарот да го пуштиш еден фрейм плюс или минус, што многу делува психолошки на гледачот во смисла дали ќе се расплачам или не на оваа сцена. Зависи од монтажерот дали ќе потпушти малце кадар или не. Мислам дека роботите тие работи не може да ги одлучат, пошто јас се побудвам од мојата емоција внатре во мене. Компјутерот нема емоции. Да. Во таа смисла до негде не, ама ете работата што ја работам моментално, фриленс работам нешто со data entry, по полека data entry ќе биде заменат од компјутери. Сега уште многу е битен човечкиот фактор да одлучиш дали е точната информација или не, пошто компјутерот не може. Ама веќе не насочува да работиме во Gemini, што во моментот го тренираме, го дресираме. Да. И го прашав нормално директорот која е целта, па вика има многу мрзливи вработени што лажат, што не работат доволно време, што си тракира денес 8 сати, а работел само 2 сати. По полека вика ќе се научи artificial intelligence до некој степен да работи колку што работат мрзливите вработени, Па после да некој ги ќе ги отпуштиме контролира. и тие што ќе си останат по да речам работливи вработени да го контролираат колку цел толку, тој да. процес. Така да на сите компании му е да 1/3 барем од вработените да сечат. Локално дали има некои проекти слични, ајде не мора да се слични на овој на НАСА, што ги имам во школите, во средните школи на пример. Локални проекти за за физика, за музика, знаеме дека има еден куп, не мора не да се во школи. Има некои такви проекти кај што може вие да се тренирате, ајде да речам, да пракса да имате во нештото што го Како правите. проекти специфични нема во тимот, барам за физика, ама има
Надпреварот за физика што е општински регионален државен. Надпревари по физика. Јас сакав да ја викнам Искра, не стигнав некако. Ја знаете Искра? Да. Нечаковска, така Да. беше. Таа беше на Олимпијада. Да. И исто кога ќе читам, кога ќе барам за гости, си читам по локалните медиуми по ова по она. Не стигнав да добијам одговор дали ќе дојди. Пошто си ти физичар, ме интересираш само кратко да ми кажеш што значи Олимпијада. Олимпијада, На највисоко ниво надпреварот по физика. Всушност, нашиот државен надпревар е како за одбирање на тимот што ќе иде на Олимпијада. И таму Македонија, тимото четворица, мислам, најчесто се надпреваруваат. Повеќе е како самостојна, бидејќи секој од својот тим решава таму тест задачи колку што ќе дадат и Така, не е се- тимска игра, да, не е него тимска. да. сакам сега да испратите една порака. Зошто? Заради тоа што ова што вие го правите, го направивте и ова сплотеност што ја имате за да направите нешто корисно и да се надградите сами себе и да мислите во иднината само да се надградите сами себе. Се ова што го слушнав денес е нешто што и ние со Кумбата сакаме да го промовираме и презентираме во нашата емисија, затоа што ни е смачено од само глупости, негативности да слушаме. Се гордееме што ви имаме како битолчани, како македонци. И од срце ви посакуваме да бидете еден од 10 тимови што ќе одите таму. И ние ви стоиме на располагање секогаш со нашиот медиумски простор, каков таков што си го имаме, да ве поддржиме и на било кој начин да се обратите кај нас да ви И поможеме. фала многу, пошто искрено, претходниот период Битола малце стагнираше, не вадеше ништо, нешто со што можеме да се докажеме и да се гордееме. А сега гледам, многу битолчани победиле на многу различни Да. надпревари, било што, така да мислам дека вие сте генерацијата што малце ќе му го врати сјајо на Битола. И... Да, испратете една порака до сите млади, колку вас, помали, поголеми, што имат желба да се занимават со сева што вие што се занимавате. Кој што сакате сите, сакате еден, како сакате. Еве, аз ќе почнам прво да речам фала што не поканивте, бидејќи ако нема вакви луѓе како вас, нема да може ни да си стакнеме градот. И пораката е тоа што ако нешто сакаш да направиш, ако имаш силна желба, ќе го успеш. И да имаш добар тим, се разбира. Добар тим и многу работа. Така, работа. Епа јас можам само да му кажам на гледачите и да му посакам да останат со ваква мисла како што имат овие златни дечки тука. И Младите размислувајте поќе на ова тема, а старите да правите поќе вакви деца. да, ова е сето пред се вашите родители може да бидат горди, вие сте толку васпитани деца, толку мене ме воодушевивте, јас сакам секој дете што ќе го видам, дете, вие не сте деца поќе. Секој млад што ќе го видам ваква енергија како вас да шири, да се гордееме и да имате уште многу поќе успеси. Моментот кога ќе ги дознаете резултатите без разлика какви се, ве молам да ни се обратите и да ни кажете. Да, и ова нема да биде прво и единствено, ќе се видиме ние пак. Така е. Ќе Па направиме меѓу време нешто ако друго. победат ќе приснимиме уште нешто да додајме Ќе во приснимиме емисијата. тоа, ба, Некој врезно. шампајнско овде ќе пукнеме без алкохол. Безалкохолно, ќе земе една ракета на Андреј на син ми, ќе му речам ќе ни направи од картонот нешто, ќе ја издизајнира, ќе ја направи и ќе си поминиме право. Фала ви дечки уште еднаш. Фала и ваше. Поздрав до гледачите, се гледаме следната епизода. Чао. Чао.